Владата работи на изготвување на драфт верзија на акцискиот план за надминување на сите пречки за да се тргне условената препорака и земјава да добие нова позитивна препорака од Европската комисија со што ќе се отвори пати за отпочнување на преговорите за членство во Унијата и со таа агенда ќе го пречека во понеделник еврокомесарот Јоханес Хан. Истакна вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи по денешната тематска владина седница за утврдување на правецот на итните реформски приоритети. Османи рече дека текстот се работи врз основа на конкретни мерки во рамките на тоа што било разговарано минатата недела во Брисел. Вице-премиерот посочи дека во овој период владата е посветена на евроинтеграциите и на агресивното адресирање на итните реформи, поради што може да се нарече и тематска влада. Истакна дека сите институции се вклучени во овој процес кој ќе биде инклузивен. Добивме и условена препорака за започнување на преговори во кои што два основни услови беа реализирање на фер, кредибилни, прифатливи избори, како и реализирање на итните реформски приоритети. Првиот услов на некој начин беше реализиран со тоа што на 11 декември имавме фер избори кои што беа прифатени од страна на сите и тоа се рефлектираше во формирање на ново парламентарно мнозинство, нова влада, што ни отвара можност за адресирање на вториот услов, а тоа е итните реформски приоритети. Османи истакна дека паралелно со спроведувањето на итните реформи, владата работи и на отстранување на политичките пречки на патот на евроинтеграциите, а во тој контекст ги потенцираше средбите во Бугарија утре и задутре. Затоа утре патуваме во Бугарија, како што реков, земјата која што ќе претседава со Европската Унија, за да бидеме високо на нивната агенда при претседавањето со Европската Унија, меѓутоа и да ги решиме билатералните отворени прашања со нив. Затоа во рамковниот договор е ставен во овие итни реформски приоритети, за да го затвориме уште едно прашање кое што е дел од нашата ЕУ агенда, за да потоа останеме на како единствено нерешено прашање, да го оставиме прашањето на името, емоционално комплицирано прашање за кое што ќе треба време во отстранување на предрасудите и во градење на мерки на доверба, за да не оставиме причина на нашиот пат кон ЕУ интеграциите. Османи најави дека експертот Райнхард Прибе, кој го нарече синоним за реформите во земјава, доаѓа во Македонија ден по посетата на еврокомесарот Хан, за да направи пресек на она што досега е сработено и да даде нови насоки. Германскиот експерт потоа ќе ја посети Македонија повторно во јули, а вице-премиерот предупреди дека интензивните посети и средби укажуваат на тоа дека работите се придвижуваат и земјава мора да ја искористи таа шанса.